Добар ден на сите, почитувани организатори на оваа конференција, представници од ЦИВИЛ, почитувани учесници на оваа конференција, на вистина е голема чест да се биде денеска овде, да се говори на една многу битна тема за развојот на македонското, нашето општество, бидејќи доколку сакаме да создадеме здраво, воздигнато општество, првенствено неопходно е да создадеме здрава индивидуа. Значи, индивидуа која што во рамките на сите оние позитивни акти кои што се во државата ќе има своји права, но и обврски. А суштинските права се токму тие граѓанските, елементарните човекови права и слободи. Сум бил во позиција, нема да говорам од аспект на политичар, ќе говорам од аспект на граѓанин. Сум бил во позиција и да ми бидат кршени граѓанските права, во голем број на случаи, особено изминатите 13 години назад во Република Македонија, но и денеска сум во позиција да добијам евентуално можност и да прекршам некое граѓанско право. И верувајте ми, кога ќе се направи анализа, границата е многу мала од тие две нешта. Првенствено се базира врз менталниот склоп кој што како индивидуа секој од нас го носи, и сето тоа мора да биде дефинирано согласно прописите кои што се на сила. Ја поддржувам иницијативата на ЦИВИЛ во делот на целосно исполнување на граѓанските права, бидејќи сметам дека локалната власт, како исклучително битна во делот на реализирање на власта на граѓаните во државата, бидејќи доколку владата има обврска да ја менаџира државата, процесот на живењето е делот и обврската на нас, градоначалниците, и на институциите на локално ниво, а тоа се советите на општините и градоначалниците. И верувам дека овој тренд ќе следи во Република Македонија, бидејќи нас правата ни се повеќе од потребни. Но за да постигнете одредено ниво на исполнување на права, првенствено треба да бидете мотивирани и сами да ги побарате. Ми се случува како градоначалник да дојде граѓани и да вели јас го барам тоа и тоа право, но градоначалник вие побарајте го тоа во моје име. Јас не сакам да се декларирам, нашето општество е се уште заразено и не се чувствувам сигурен да си ги побарам собствените права. И тоа е погрешен пристап. Апелирам од овде до сите вас, кои што се општествено одговорни луѓе, кои што првенствено доаѓате и од владиниот, но првенствено од невладиниот сектор, да ги мотивираме сите граѓани да ги бараат првично собствените права, бидејќи не може да се бори за нашите права никој друг во наше име, доколку иницијативата не тргне од нас. Денеска во Македонија се уште, за жал, се кршат многу граѓански права. А да не зборувам за маргинализираните групи. Не сакам да го изустам тој збор, но за жал дефиницијата е таква. Се уште имаме одредени групи на граѓани во општеството кои што не можат да ги исполнат основните права. Денеска инвалидизираните лица или лицата со попреченост се оставени на маргините на општеството и никој не води сметка за нив. Благодарејќи на голем број на невладини организации, тие секојдневно се стекнуваат со одредени права. Затоа токму оваа граѓанска повелба ќе даде еден голем допринос за развојот на нашето македонското општество, бидејќи ние како држава и како општество сме уникатни во многу делови, особено во делот на взаемното разбирање. За жал, искуствата покажуваат дека многу пати овие простори били искористени од поединци, кај што општите права ги превземале на себе и ја превземале улогата да одлучуваат во име на сите нас останатите, при тоа кршејќи ни ги основните права. Многу пати како градоначалник исто така се сретнав во одредени моменти и со одредена злоупотреба, особено на целни групи деца, во делот на изразување на незадоволството од страна на целни групи во општеството, кај што децата се користат во одредени протести и манифестирање на незадоволство од страна на нивните родители. Конкретен пример ќе ви кажам. Изборот на
најповолни понудувачи за училишни екскурзии. Многу пати се манипулира со самите деца во делот на носење на одлуките кај што возрастните, тоест полнолетните, старателите треба да ги превземат поголемиот дел од одговорностите. И затоа во духот на владата, во духот на промените во Република Македонија и локалните самоуправи продолжија по трендот на владата во делот на онаа што значи јавно и транспарентно работење. Ние и пред владата во одредени моменти, зборувам за општина Куманово, излегуваме транспарентно и јавно со презентација на сето она што од моментот на превземањето на позициите, јас како градоначалник, Советот на општина Куманово го пласиравме во јавноста, во делот на тендерските постапки, комплетни информации во делот на онаа што значи конечен резултат за самиот избор на најповолни понудувачи, што во минатото можеби беше и најголема табу тема во јавноста, и да ви кажам, многу е корисно. Ако во минатото имавме една тендерска постапка, која што на распишана постапка од 4 милиони денари, планирани средства, завршуваше со избор на најповолен понудувач од 3,8, 3,7, денеска истиот резултат или истата работа се работи за по 2 милиони денари, затоа што е јавна, транспарентна, се јавуваат поголем број на компании и фирми, се чувствуваат слободни да конкурираат и бенефитот го имаат граѓаните затоа што со исти средства се реализираат 2 или повеќе проекти. Исто така, апелот до онаа што значи невладин сектор и можност не само за финансирање на проекти, туку мотивирање на невладиниот сектор за директно учество во реализација на одредени проекти и обезбедување на средства во општината. Бидејќи невладиниот сектор е токму тој кој што треба да обезбеди средства за да се реализира некој проект, а општината е таа која што треба да даде првично морална, а и почетна материјална подготовка за да се реализира таквиот проект. Затоа уште еднаш ја користам оваа прилика да се заблагодарам на целава ваша иницијатива. Мило ми е што гледам слайдови од општина Куманово, гледам дека граѓаните масовно ја поддржаа вашата иницијатива, нема да застанеме тука, ќе продолжиме на нашиот пат до конечното исполнување на сите права на граѓаните на општина Куманово, Република Македонија и едноставно да ја научиме Европа како треба. Благодарам.